إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije birni Allahi ta'ala, ke продолжиме со едно ново поглавје од оваа изворедна книга, а тоа е следното поглавје во кој авторот вели баб قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. А сигурни се чувствуваат тие од Аллаховите сплетки, никој не е сигурен од Аллаховите сплетки, освен луѓето кои се изгубени. Значи, никој не се чувствува сигурен од Аллаховите сплетки, освен луѓе, односно еден народ кој е изгубен. И вториот ајет кој го спомнуваат авторот рахимауллах, што се поврзуваат исто со темата на поглавието, а тоа Аллаховиот говор قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. Рече, кажа, надежта во неговиот Господар е губит само онај кој е заблуден. Значи, надежта во неговиот Господар е губит само оној, значи, кој е заблуден. Велит Имам Усаймин рахимахуллах во објаснувањето на ова поглавие дека ова поглавие содржува две теми. Првата тема е чувствувањето сигурност, да се чувствуваш сигурен, значи, од Аллаховите сплетки. А втората тема е губење на надеж. Губење на надеж, значи, во Аллаховата милост. И како што велит шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах, дека овие две работи, стравот од Аллах субханаху ва таала и да не се чувствуваш сигурен од неговите сплетки, тоа е ибадет на срцето. Еден од огромните ибадети на срцето. И исто надежта, ер-раджа, значи надежта во Аллах субханаху ва таала и во неговата награда, и дека, значи, за доброчителните ќе имат добра награда, тоа е, значи, исто ибадет кој треба човекот само за Аллах субханаху ва таала да го учините. И двете, значи двата ибадети се два врста на огромни ибадети, зошто како што велат имамите на селев, значи дека го обожаваме Аллах субханаху ва таала со страв, со надеж и со љубов. Ибн Кајим рахимуллах имат пример набрано дека надежта и страхот се како две крилја на пилето. Како пилено, значи, што има две крилја. Ако имате едно крилје, ќе падне, немој да летат. Значи, мора да држит баланса. Значи, со надеж и со страв. А љубовта е, рекла лимите, главата. Значи, главата, мој без глада бидите, немој да живите. Така исто и ибадетот. Немој да бидит ибадет. Ако ти не го извршуваш, значи, со љубов спрема Аллах субханаху ва таала, и вели шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах дека овие два ибадети, страхот и надежта, се задолжност. Од задолжностите на иманот. И теухидот не се реализира освен со нив. Значи, теухидот не се реализира, значи, освен со нив. Авторот, шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, значи спомна тука првиот ајет, а тој првиот ајет, значи имат
пред него неколку ајети што се поврзуваат со контекстот на овај ајет, а тоа е Аллаховиот говор أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا قَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Значи, луѓето на тој град, дали се тие сигурни, дали се тие се чувствуваат сигурни, а кога тие спијат? Значи, тие се во сигурност кога спијат. И исто тие луѓе на тој град се сигурни и во текот на денот. И затоа се забавуваат. Значи, во ноќта, поради сигурноста кој им е дал Аллах субханаху ва таала, во ноќта спијат, а во текот на денот, поради сигурноста која Аллах Джелешану им ја дал, тие се забавуваат. И потоа, значи, и Аллаховиот говор кој авторот рахимуллах го започнува поглавие, а сигурни се во Аллаховите сплетки, никој не е сигурен од Аллаховите сплетки, освен еден народ кој се изгубени. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах, зошто овај ајет е дојден? Зошто овие луѓе, значи во текот на ноќта, кој мој да спијат? Значи спијат во текот на ноќта оној кој е сигурен. Ако немаш ти сигурност, не те фаќа сон. Значи, ако ти немаш сигурност, ако имат борба, ако имат крадење, ако имат не знам што ти ја, ти не може да те фати тебе сон. Зашто не си сигурен. Што значи? Значи, ел-емен, значи сигурноста е благодат од Аллах субханаху ва таала. Значи, сигурноста е благодат. Значи, не е да имаш сигурности, да можеш да се движиш и да имаш твојата фамилија сигурна и честа твоја и имањето твое. Ова е благодат кој треба ти да му се заблагодаруваш на Аллах субханаху ва таала. Значи, ова не е значи нормално да мислиш, зашто имат милиони луѓе кои нема сигурност. Нема сигурност. И затоа за таа сигурност треба ние да му го вратиме на Аллах субханаху ва таала со заблагодарност, значи со ибадет. Тие во текот на ноќта, поради сигурноста кој ми ја подарил Аллах субханаху ва таала, спијат, а во текот на денот исто имаат сигурност, се забавуваат. Вели Шейх Утхемин рахимуллах, значи тие не бараат опрост, туку продолжуваат во нивните гревови. Значи, ова е сега темата, значи, зошто кој е сигурен во сплетките Аллахови? Зошто? Зошто Аллах субханаху ва таала, како што има речено пегамберот алейхи селату веселам, го остават грешникот да продолжи во греој, за да мисли тој дека е више сигурен и ништо не му се случува. И тогаш кога ќе го фатит, значи ќе го уништит. Значи, ова не е добар знак, не може да го рачуниш како добар знак да ти да правиш гревови и не ти се случува ништо и велиш ова е за мене елхамдулилlah. Не, ова е лош знак на тебе. Ова е лош знак. Значи, ако правиш греој, му правиш гревови на Аллах субханаху ва таала и не ти се случува ништо, немој да го рачуниш ова за добар знак. Зошто што ли Аллах джелешану? Афа амину макраллах, а сигурно се во Аллаховите сплетки? Значи, не смеш да бидеш сигурен во Аллаховите сплетки. Зошто кои се сигурни од Аллаховите сплетки? Оние кои се изгубени. Значи, иллал qaumul khasirun, едни луѓе кои се изгубени. Тие се сигурни во од Аллаховите сплетки. Тие се чувствуваат дека, мене ништо не ми се случи. Еднош, 3 пати, 10 пати, 15 пати, 100 пати. Не биди сигурен никогаш. Зашто тие што се мислат дека се сигурни, се оние луѓе кои се изгубени, кои се пропастени, кои се уништени. Зашто вели Шейх Утхемин рахимахуллах, во вистина, овие луѓе кои Аллах субханаху ва таала овде ги имат опишано во суратул А'раф, треба, значи, да покажат спротивното, за благодарност, покорност, правење извршување на ибадетите, а не да тие во текот на ноќта да спијат и во текот на денот да се забавуваат и да прават гревови спрема Аллах субханаху ва таала. И значи тогаш иде значи казната спрема тие луѓе
Iako tije, znači, mislite, aha, teka pomina nekoliko godini, nekoliko meseci, mene ništo ne mi se slučuvat. Veli Šejh Uthejmin rahimahullah, koga Allah subhanahu wa ta'ala tebe ti davat blagodati, kako na primjer ti davat hrana, ti davat sigurnost, ti davat da imaš da se oblečiš, svi te i ovje blagodati drugi isto, i ti продолжуваш во гревови да му правиш нему, немој да мислиш дека си победник или оние кои има нешто придобиено, не. Туку знај дека ти си губитник. Значи, знај дека ти си губитник. Зошто? لأن هذا من مكر الله бике. Значи, ова е од Аллаховите сплетки спрема тебе. Значи, ова е сплетки Аллахови спрема тебе. Значи, немој ти да мислиш дека ако имаш благодати добиено и ти пак продолжуваш со греој, немој да мислиш дека тоа тебе добар знак е дека е за тебе. Не, воспротивно. Требиш, значи, да се плашиш. Треби да се плашиш и да гледаш, значи, да се покајаш. Да гледаш, значи, да се покајаш. Зошто што вели Шейх Салих ал-Шейх, хафидахуллах? Оние луѓе, зашто резултатот да ти да се чувствуваш сигурен од Аллаховите сплетки, резултатот е ти да не се плашиш од него. Значи, резултатот што се идет како, значи, резултат поради тоа дело, а тоа да бидеш сигурен ти или да се чувствуваш сигурен од Аллаховите сплетки, тоа значи, резултира на крај да ти да не се плашиш од Аллах субханаху ва таала. Значи, ти не се плашиш тогаш кога ги изминуваш Аллаховите граници. Зошто ти чувствуваш сигурност од Аллаховите сплетки. Но кој чувствува сигурност од Аллаховите сплетки? Оние луѓе кои се изгубени, пропастени и уништени. Што рекол пекамберот алейхи салату веселам, го пуштат Аллах субханаху ва таала, но кога ќе го фати, значи го уништуваат. Затоа треба да бидеме, значи, многу, значи, внимателни. Да бидеме, значи, многу, значи, внимателни. И велит Шейх Уthejmin рахимахуллах, значи, дека Аллах субханаху ва таала на оној кој е грешник, кој му прави гревови, му дава, значи, се додека, значи, на крај кога ќе го фати, значи, ќе го уништит. Ова мекар, значи, правене сплетки, значи, овде ова е од Аллаховите својства. Мекрун е од Аллаховите својства. Но не секогаш. Значи, не секогаш, значи. Туку ова идет увек во спротивност, кога другите прават сплетки, тогаш Аллах им прави сплетки, зашто Аллаховите сплетки се појаки. Значи, вајемкуруна вајемкуруллах, тие прават сплетки, Аллах прави сплетки. И не се вели, исто вели Шейх Уthejmin рахимахуллах, дека од Аллаховите имиња е ел-Макир. Не се вели тоа. Значи, не е правилно и не е вистина да ти да речеш сега дека има вајето стоит јемкуруна ва јемкуруллах, тогаш макир, тој што прави, значи, мекрот, сплетките, дека тоа е Аллахово име. Не. Значи, не се одземат, значи, од ова својство, не се одзема, значи, име за Аллах субханаху ва таала. И се употребува, значи, ограничено. Се употребуваат ограничено. Исто Аллаховиот говор: وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Значи, и надежда во неговиот Господар е губи само онај кој е заблуден. Значи, ел-кунут,
како што вели Шейх Утемин рахимахуллах ал-Кунут, значи врвно да изгубиш надеж, врвно да изгубиш надеж во Аллах субханаху ва таала. И ова не е од верниците, од својствата на верниците. Да изгубат тие, значи надеж во Аллах субханаху ва таала. Туку тие секогаш, значи, имаат надеж и се надеваат во Аллах субханаху ва таала и во неговата награда и да нивните работи се подобрат. А кои се тие што губат надеж? Оние кои се заблудени. Кои го имаат изгубено упатството. Оние, значи, кои го имаат изгубено упатството. И велит Шейх Утемин рахимахуллах дека губење надеж во Аллах субханаху ва таала и во неговата милост, ова содржува две негативни работи. А првата е да ти тука да се колебаш во Аллаховата моќ. Зашто ти кога губиш, значи надеж, губиш во нешто надеж што не очекува да тоа е во моќ да ти го направи тоа што го бараш ти. Значи затоа ти губиш надеж. Иначе ако ти веруваш дека тој е семоќен, тогаш никогаш не губиш надеж. Значи прва работа ова значи ти овде се колебаш во моќта на Аллах субханаху ва таала. И исто, втората точка, вториот аспект, вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека е тука колебање и уценување на Аллаховата милост. Зошто онај кој знае дека Аллах субханаху ва таала е рахим, тој никогаш не губи надеж и никогаш не гледа да Аллаховата милост е далеку од него. Што и што да правел? Не губи тој никогаш надеж, значи во надежта, во милоста на Аллах субханаху ва таала. И вели Шейх Утемин рахимахуллах дека не е дозволено за човекот какво да биде искушението, не е дозволено за него, значи, да мислит дека далеко е она да му се оствари што го сака тој. Значи не да мислиш дека невозможно е или далеко е, не губи надеж. Туку имај добро мислење за Аллах субханаху ва таала и моли му се на Аллах субханаху ва таала. Вели Шейх Утемин рахимуллах, колку луѓе паднале во искушение во кој мислеле дека нема за нив тука спас. Значи мислеле дека ова работа ќе ги уништи нив. Но Аллах субханаху ва таала ги имат спасено. Ги имат спасено поради добри дела што тие ги правеле во минатото или добри дела што ги прават тие актуално. Значи поради добри дела во минатото, како што се случило, значи, со Јунус алейхи салату ва салам, зашто велите Аллах субханаху ва таала فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Ако не беше тој од оние кои прават тесбих, значи го слават Аллах Джелешану, ако не беше од оние кои го слават Аллах Джелешану, тогаш ќе останеше во стомакот на рибата до денот кога ќе беа оживени. Но поради тоа што беше тој минел мусаббихин, што прават тесбих, што го слават Аллах субханаху ва таала, поради тие добри дела, Аллах субханаху ва таала го спаси. Исто, значи, луѓето кои им се затвори, значи, пештерата и така натаму, значи, поради дела што ги има направено во минатото, им се отвори каменот. Затоа, значи, човекот, кога е во сигурност, кога е во добро, треба, значи, неговите добри дела да ги прави повеќе. Се не знае кога ќе дојде некој време кој тој ќе има пречка да прави добри дела. Не знае тој, Аллаху алем, што може да се случи. Баракаллаху фикум. Еве ние слушаме и гледаме сите таму во Сирија тој некој затворот што бидел во Дамаскус. Тука внатра, значи во тој затвор бил намазот забранет. Не смеле да се кланјаат намаз. И се кланјале тие луѓе тука што биле неколку со очите само да ги движат. Значи стражарите дури ги пречеле од намазот, замисли. Значи замисли во какви тешкоти. Значи луѓе
никак невини, жени, деца, мали. Значи, замисли, забране ти намазот. Значи, затоа ти не знаеш, затоа дури и во такво стање, значи во такво тешко стање, пак тие, значи, се труделе да го извршат намазот. Таја задолжност спрема Аллах субханаху ва таала. Значи, за нас ова треба да биде за да се срамиме ние. Значи, ние треба да се срамиме. Значи, тие луѓе во такво стање и пак се труделе да не го стават намазот, а не ние, значи, со сите убајни, со сите удобности, со сите јаденици и пиеници, со сите сигурности, со сите топлоти и зимно време, и пак намазот нигде никаде. И пак другите работи од верата, не само намазот. Значи, верата наша не е само намазот, имат и други работи. Значи, затоа сигурноста е благодат која Аллах Джелешану му го дава на луѓето. И таа сигурност, значи, треба да се ценит и да се чуват. Значи, сигурноста која имаш во твојата земја, во твојот град, треба да ја цениш. И да бидеш ти еден причина што таа сигурност да биде уште повеќе задржана и зачувана. И заштитена. Не да бидеш, мене не ми е гајле, полицијата тука треба да гледа. Не. И ти, прашај се ти што си направил за своето место. Ти, значи, секој еден, зашто гревовите, кога се случуваат да Аллах Джелешану ги казни луѓето, кога тие прават, значи, гревови. Значи, кој прави грев? Луѓето, јас, ти, другиот, третиот. И после се чудиме зошто идат, значи, нема беричет, нема това, нема тона. Значи, поради нашите гревови. Затоа не го кажува прстот спрема другите, туку врати се кај себе си. Значи, затоа вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека спасувањето во тешките ситуации се случува, значи, поради добри дела кои човекот во минатото ги имат извршено или добри дела, значи, кои тој актуелно ги извршуваат. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека затоа авторот рахимуллах ги спомна овие две теми во ова поглавие за човекот да биде со овие две работи во неговото патување кон Аллах субханаху ва таала. Значи, од една страна се плашит, да не се чувствува сигурен кога прави гревови, а од друга страна исто да не губи надеж. Да не губи надеж, значи, во Аллах субханаху ва таала. Вели Шейх Салих ал-Шейх, има две ситуации. Има две ситуации во врска, значи, со кога треба да биде повеќе страхот и кога повеќе биде, значи, надежта. Вели Шейх Салих ал-Шейх, кога човекот е здрав и спокоен, ама грешник, овај човек кај него треба поголем да биде страхот, вели Шейх Салих ал-Шейх. Значи, кога човекот е здрав, прав, све во ред, ама прави гревови. Овде тој треба да се плаши повеќе и страхот да биде поголем кај него. Не тој тука, Аллах Джелешану е милостив. Прави грешки и велите Аллах Джелешану е милостив. Не, ова не е добро мислење за Аллах субханаху ва таала. И ова е разликата од раџа, од вистинската надеж во Аллах и значи празната надеж. Значи, на арапски имат раџа и теменни. Теменни е само да имаш надеж, ама без дела. А вистинската надеж, раџа, вели Ибн Кајим рахимуллах, дека сите знаени луѓе се имаат соединето, вели Ибн Кајим рахимуллах, дека вистинската надеж е со дела. Зашто велите Аллах субханаху ва таала: "Ва мен кана јарџу лиқа'a раббихи фалја'мал 'амалан салих ва ла юшрик би'ибадати раббихи ахада." Значи, мен кана јарџу лиқа'a раббихи. Значи, кои се надеват, кои имаат јарџу, значи јарџу раџа, кои се надеват во средбата со Аллах субханаху ва таала, тогаш што да прави тој? Да прави греој? Фалја'мал 'амалан салихан. Нака извршува добри дела. Амелен салих, добро дело, што е? Добро дело е што е со потполна искрајност за Аллах Джелешану и спрема сунетот од пекамберот алейхи салату васелам. Точка. Значи, добро дело, амелун салих,
Добро дело е ова добро дело. Иначе не се вика добро дело во исламот. Ако не е спрема, Куранот и Сунетот со искреност, тоа не се вика добро дело. Не се вика добро дело, баракаллаху фикум. Затоа кога ти вистински се надеваш во средбата со Аллах субханаху ва таала, тогаш таа надеж, ако е вистинска надеж, треба да предизвика добри дела. А тие добри дела се спрема Сунетот од пегамберот алейхи салату васелам и со потпуна искреност спрема Аллах субханаху ва таала. А вели шех Салих ал Ушейх, ако е човекот во болест кој се плаши да може би да биде уништен, тогаш вели шех Салих ал Ушейх дека надежта негова во тие ситуации е поголема. Поголема од страфот. Во врска за овие две ситуации, вели шех Салих ал Ушейх дека алимите на селеф имаат три мислења. И тие во вистина се во склопка со овие две ситуации кои ги напомна шехот хафизахуллах. А тоа е дека некои од алимите на селеф велит дека треба да биде и страхот и надежта исто. Да нема разлика. Но велеше Салих ал Ушейх, за да биде страхот и надежта истот, ова важи за оние луѓе кои се доброчителни луѓе. Се луѓе, што велит Аллах субханаху ва таала, иннахум кану юсари'уна фил хајрат, јад'унана рагабан ва рахаба, ва кану лана хаши'ин. Тие се правеа, како се вели по наше, се надпреваруваа во добри дела и ни се плашеа нас. Нас и со надеж не обожаваа. И со надеж. Овие луѓе кои се оваа врста на група, тие кај ним да, вели шех Салих ал Ушейх, дека и надежта и страхот се исти. А да биде страхот поголем од надежта, вели шех Салих ал Ушейх, ова е во врска со еден човек, кој е здрав, но прави гревови. Ова треба повеќе се плаши. А не да вели јас се надева во Аллаховата милост. А да биде надежта негова поголема од страхот, тоа е велит шех Салих ал Ушейх, оној кој е, болест, кој се плаши да го уништит. Тој тогаш има надежда кај него е поголема од страхот. Потоа спомнуваат авторот рахимахуллах еден ајет, еден хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам суила анил кабаир, فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. Пегамберот алейхи салату ва салам беше прашан за големите гревови. Кои се големи гревови? Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салам одговори, а тоа беше ширкот спрема Аллах субханаху ва таала, му правиш ортак на Аллах субханаху ва таала. И велит овде шех Уфемин рахмуллах, ширк во улухија, во рубубија и во есма ва сифат. Не е само ширкот во улухија, мој човек да му прави на Аллах џелешану ширки во рубубија, мој да му прави ширки во есма ва сифат. Е ширку биллах. Wal ya'su min rauhillah, губење надеж во Аллаховата милост. Исто ова од големите гревови. Да губиш надеж во Аллаховата милост. Се спомнава тие два аспекти што носи лошо мислење за Аллах субханаху ва таала. Да се сомневаш во Аллаховата моќ и да се сомневаш во Аллаховата милост. Ова е wal ya'su min rauhillah, го има спомнато пегамберот алейхи салату ва салам од големите гревови. Wal amnu min makrillah, и да се чувствуваш сигурен од Аллаховите сплетки. Исто ова е голем грев. Да се чувствуваш сигурен
од Аллаховите сплетки. Вели Шейх Усаймин рахимахуллах, не се само овие сите големи гревови тука. Значи не се само овие 3 гревови. Имате и други хадиси кои ги спомнуваат пекамберот алейхи салату вассалам 7 гревови кои се уништувачки гревови. Го спомнуваат сихрот тука, јадењето на од јетимот и така натаму. Но тука зошто ги спомнал само овие 3 работи? Значи за ширкот за почетно се знае тоа е базата. За дека најголем грев. И тука вели Шейх Усаймин рахимуллах исто содржуваат малиот ширк и големиот ширк. Значи малиот ширк е поголем од сите големи гревови. Значи немој да го сватиме погрешно ова мал ширк, значи мал. Не. Тој е сепак поголем од сите други поголеми гревови. И после, значи, губење на надеж во Аллаховата милост и да се чувствува сигурен од Аллаховите сплетки. Зошто ги има спомнато пекамберот алейхи салату вассалам овие 2 работи? Вели Шейх Усаймин рахимуллах, зошто пекамберот алейхи салату вассалам даваше одговори спрема ситуацијата и стањето на човекот. Значи можеби пекамберот алейхи салату вассалам кај прашувачот забележа нешто слабост во овие 2 аспекти и затоа му ги напомна, односно го потсети и го посоветува. Значи, разбрате сега, значи зошто? Зашто може да се праша, значи зошто само овие после ширкот овие 2 работи. Значи, тоа значи било зависно од ситуацијата на човекот кој бил пред пекамберот алейхи салату вассалам и тоа прашање го поставил. И тука Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума кажува дека суила беше прашан. Значи не се кажува, не се известува, не се кажува кој го прашал тоа прашање. Значи зошто? Зошто за нас, за уметот понатаке, не играт улога кој бил тој што прашал. За нас играт улога содржувањето на хадисот, одговорот од пекамберот алейхи салату вассалам, поуката што земаме и придобивките од хадисот. И исто, а тоа е последниот хадис, а тоа од Абдулла ибн Мас'уд радијаллаху анху, кој вели акбарул кебаир ал ишраку биллах. Најголемите, врвните гревови се да му правиш ширк на Аллах субханаху ва таала. После вал амну мин макрилlah. И да се чувствуваш сигурен од Аллаховите сплетки. Значи немој да се чувствуваш сигурен од Аллаховите сплетки. Зашто можеби Аллах субханаху ва таала му дава на човекот години да поминат. Но после на крај значи го чека него жестока казна. Значи затоа кога човек прави гревови и не му се случува ништо, тогаш тој може шејтанот го измамнува од него. Да продолжи уште поглабоко, уште полошо. Немој тога да го правиш. Тоа е значи од знаците на оние луѓе кои се пропастени. Значи вели Абдулла ибн Мас'уд радијаллаху анху дека најголемите гревови, значи правење ширк на Аллах субханаху ва таала, чувствување сигурност од Аллаховите сплетки, вал кунуту мин рахметилlah, и да изгубиш надеж од Аллаховата милост. Исто ова значи од најголемите значи гревови. Баракаллаху фикум. И затоа значи треба човекот да биде пазлив, и да прави проверка на себе си. Да не бидете од оние кои тонат во гревови, а се мисли дека е добар и се чувствува значи во сигурност. И вели Шейх Салих ал-Шейх дека губење надеж во Аллаховата милост и чувствување сигурност од Аллаховите сплетки му се собираат на човекот, едната е доволна за голем грев, а како е кога двете се собираат во срцето на човекот. Значи, една од овие е доволно, значи. А не кога ги има, значи, тој двете работи во неговото, значи, срце. И вели Шейх Салих ал-Шейх дека овие 2 хадиси и ајетите кои ги спомна шейхот на почеток се аргумент
дека човекот треба да ги соединит овие два ибадети. А тоа е страфот од Аллах Джелешан, да има страф, а не сигурност од Аллаховите сплетки, и надежта. Значи, овие два ибадети да ги соединит. Страфот и надежта. И надежта, рековме, значи, не е само надеж со зборови, да посакуваш, да се надеваш, не. Туку надеж кој следат дела. Значи, кој се надева во Аллаховата средба, тој прави добри дела. Тоа е вистинска надеж. А иначе, секоја друга надеж е, значи, лажна надеж, и е тоа една врста измамнување од страна на шејтанот. Баракаллаху. И тука сме на крај на ова поглавие. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.